Здраво и добре дојде на четвртата подкаст епизода, во која ще ќе зборуваме како да дефинираш и да креираш една ефективна, една топ неодолива понуда. Па пред се за на самиот почеток, ајде да дефинираме зошто всушност ни е важно само една идеална понуда, а не да имаме куп. Па пред да дадеме детали, само ќе те подсетам дека овој подкаст серијал е наменет за предприемачи кои што заработуваат од 0 до 30.000 евра годишно ниво и апсолутно дека се наменети за услужно ориентирани бизниси како тренери, ментори, коучи, консултанти, терапевти, агенции, маркетинг агенции, веб дизајн, исто така архитекти, инженери и останато, значи за компании или предприемачи кои што се услужно ориентирани и сето ово што ќе го зборувам е првенствено наменето за нив. Па ајде да одиме чекор по чекор. Замисли една ситуација. Двајца предприемачи ќе започнат бизнис во исто време. И двајцата предприемачи не само што ќе започнат во исто време, туку ќе работаат во една иста индустрија. Земи било која индустрија сакаш. По неколку години ќе забележиме како еден од нив, кој што започнале со исти услови, во ист пазар, во иста индустрија, едниот оди на 1 милион евра промет, по неколку години и го скалира неговиот бизнис, па можеби и 1 милион евра добивка, за разлика од другиот во кој што почнале во исто време, се уште се мачи да пронајде клиенти, се уште се мачи да изгради системи, се уште нема слободно време, се уште нема залиха, се уште нема создадено капитал и постојано се врти во круг. Значи, исти двајца луѓе започнуваат во исто време, а по неколку години имаат сосема други резултати. Дали ова е збунувачко? Дали јас измислувам или додека сега ова го зборувам, можеш конкретно во твоја индустрија да пронајдеш идентични и еден таков пример и од другата страна успешен модел. Тогаш што е тоа што ги разликува покрај резултатите кои што ги остваруваат? Она што дефинитивно ги разликува е едноставноста, унифицирање и повторување на една работа постојано и долго време. А тоа се нарекува една идеална понуда, се додека не научиш една идеална понуда, најпрво да ја креираш, а подоцна и да ја продаваш на куп луѓе долго време, никогаш не можеш да го пронајдеш формулата, рецептот како сакаш за успех, затоа што најчесто луѓето кои што заглавуваат и со долги години не можат да мрднат од истото место, е токму затоа што додураат и дотураат работи. Па ова е моментот каде што треба да ја запишеш првата работа и тоа како да ја читаш секој ден, а тоа е се додека не научиш да продаваш една понуда на 100, на 1000 луѓе, немој да размислуваш на втора. И сега кога зборуваме за понуда, најчесто луѓето, или односно предприемачите, точно е дека знаат што продаваат. Точно е дека знаат и што работаат помеѓу како да ја испорачаат таа понуда. Но мал број од предприемачите навистина знае што представува идеална, неодолива или премиум понуда како сакаш. Што значи тоа? Тоа значи следна работа. Збир на неколку важни работи или точно конкретни 7 точки кои што мораат да ја содржат секоја една идеална понуда. Се додека овие 7 ставки ги немаме јасно, гласно имплементирани да содржат во една понуда, ние не можеме таа понуда да ја мултиплицираме, да едноставно самата да земе замав, односно да бидеме во состојба дали ние или нашиот тим постојано истата понуда да ја повторува. И сега логично можеби ќе размислиш, па зошто би имал само една понуда, зошто да немам повеќе? И секогаш кога ќе размислиш на вакво нешто, само сети се. Зошто ти се 10 или 100 понуди, ако не си научил една да ја креираш и да ја продаваш? Како знаеш дали твојата понуда е идеална? Така што луѓето чекаат ред кај тебе да ја купат таа иста понуда. Доколку тоа не се случува, тоа само значи дека твојата задача не е завршена. Па ајде да видиме дали ова што го зборувам има смисла или не. Кога ќе споменам, еве да речеме, хамбургер.
на која прва фирма ти доаѓа на ум? 99% од предприемачите, без разлика ова прашање да ќе го поставам пред група од 20 луѓе или 100 луѓе, дали сме на семинар, тренинг или на мастермајнд, 99 од 100 креваат рака и велат Макдоналдс. Значи, хамбургерот директно ги асоцира на Макдоналдс. Следна работа, кога ќе би те прашал, која асоциација ја добиваш веднаш за шеќерна кафеава газирана водичка? 99% од луѓето одговараат Кока-кола. Што ова нас ни значи? И ајде да погледнеме малку во длабина и да размислиме. Што е тоа што некој знае, а некој ќе помине цел живот и не може да го пронајде решението? Само да те подсетам, зборуваме од 0 до 30.000 евра добивка, не зборуваме за 30 милиони евра. Супер! Колку производи има Макдоналдс? Биг Мек, не знам ни да ги набројам, не сум фан на Макдоналдс. Но сигурно се 4, максимално 5 производи. Од овие 4-5 производи имаш поголемо пакување, помало пакување. Дали ти ќе одиш во Макдоналдс, во Солун, во Софија, во Белград, во Њу Йорк, во Париз, во Рим, воопшто не е битно. Секогаш, во секоја продажна испостава или единица како сакаш на Макдоналдс, секогаш на сите рекламни простори ќе пронајдеш 4-5 производи, само пакувањето поголемо или помалку. Идентичен вкус, идентична големина, секогаш на ист начин произведено, ист вкус, исто време на испорака. Исто хартијче, исто пакување, иста грамажа на плескавица, ист сос, истиот помфрит. Прашањето до тебе ми е следно. Дали на вистина Макдоналдс има број 1 плескавица во светот? Дали е точно дека ти не си пробал на друго место подобра плескавица? Дали за истата сума не си добил повкусна плескавица, повкусен хамбургер? Јас сум сигурен дека ќе наброиш 100 примери каде што си сигурен дека има повкусен производ од нивниот. Но дали ова Макдоналдс го знае или не го знае? Што е тоа што многу луѓе не го знаат, а Макдоналдс го знае? Дека не е поентата што продаваш. Не е поентата ниту како го продаваш. Туку е важно да го разбираш маркетот, односно пазарот, и важно е како ќе го позиционираш својот производ. И она што е најважно, да го повторуваш секогаш истото на ист начин. Колку пати ти се случило влегуваш во ресторан, седнуваш да јадеш, по неколку дена доаѓаш, нарачуваш иста храна, прво не добиваш ист изглед, второ не е послужено на ист тањер, трето дресингот не е идентичен и ти се прашуваш дали јас дојдов во истиот објект или на друго место. Колку пати ти се случило во истиот ресторан да одиш во, не знам, пред 12 часот или после 16 часот и да добиеш сосема различна услуга. Колку пати ти се случило од иста фирма да одиш во 3-4 различни продажни објекти од истата таа фирма и насекаде да добиеш различна услуга. Што е тоа што луѓето и компаниите грешат најчесто? Што не работат на една идеална понуда и таа една идеална понуда да ја унифицираат. Дали мислиш дека менеджментот на Макдоналдс годишно или секој ден размислува како ти што размислуваш? Абе, да ги смениме малку комперчињава, јас мислам дека треба време малку поголеми да направиме. А што мислиш малку да дотуриме уште, знаеш, ај нека има пилешко, телешко, не знам вакво тако. А што мислиш, дали размислува менеджментот на Макдоналдс, а да го смениме малку бојава, доста е више црвено со жолто, зелено малку еколошки е сега модерно? Јас сум сигурен дека никој за ова не размислува. Зошто? Затоа што тоа е нешто што еднаш го правиш и го затвараш тој лист. Не тражиш проблем каде што не постои. Па тогаш да видиме што значи идеална понуда. Да научиш да продаваш едно ѓубре 100 години. Уште еднаш ќе кажам. Идеална понуда значи да научиш да продаваш едно ѓубре 100 години.
Ако се согласивме дека Макдоналдс е ѓубре од храна, ако се согласивме дека Макдоналдс не е ниту здрава храна, на апсолутно дека премногу холестерол, масноти, 300 чуда е добиваш од истото, тоа значи дека е ѓубре. Но Макдоналдс едно ѓубре го продава 100 години. Идентичен изглед, идентичен вкус, едно ѓубре 100 години. Сега да те прашам следна работа. Дали на вистина пијалоци како Кока-кола или не знам кои други, дали реално тоа се најдобрите напитоци, најквалитетни напитоци? Дали една обична лимонада, лимон исцеден и вода е покорисно? Така е, нели? Но поентата е што Кока-кола знае како да го продаде на твоето дете и тебе, а твојата баба или ти на твоето дете не знаеш како да му ја продадеш ова лимонада. Ние делиме памет, советуваме, но не знаеме како да го продадеме овој здрав напиток на нашите најблиски и на себе. Зошто? Оти малку луѓе ја разбираат продажбата. Сите ние би да заработиме повеќе пари, сите ние би да имаме поголема компанија, сите ние би да растеме, да се развиваме, да заработуваме, но малку луѓе седнуваат да се издвои од бизнисот, да застане со листа и пенкало и да помине низ овие 7 чекори и да даде јасни и прецизни одговори на овие прашања. Значи, едно расчистивме. Не е важно колку твојот производ е квалитетен. Важно е да биде доволно квалитетен. Не постои совршен човек, не постои совршена понуда, не постои совршен клиент, не постои совршен производство, не постои совршено ништо. После 100 и кусур години Кока-кола, пред само некое време, ги поправија капачињата кои ќе го отвориш да не прска, да не лета, туку да се отвори како што треба. Зарем мислиш дека менаџментот не знаел за ова? Но знаат дека една промена на тоа едно капаче, низ цел свет производствени погони, ќе ги чини милиарди додека ја обноват таа технологија. А ти кога си сам со себе ќе седнеш и размислуваш, а ова да додадам, а ова да променам, а ова да дотурам, а ова да променам, особено ако немаш јасно дефинирана целна група, особено ако не знаеш за кого е оваа идеална понуда, во тој случај ти никогаш не знаеш дали твојот производ или услуга е доволно добар. Она што ќе те фрапирам, на тебе не е да направиш совршен, туку да го направиш доволно добра за твојот идеален клиент. Ако оваа понуда не е доволно добра за твојот идеален клиент, подобрувај ја постојано оваа една додека не научиш да ја направиш доволно добра. Ако ти се трудиш да удоволиш оваа една понуда, да биде доволна за маса луѓе, од различна индустрија, мажи, жени, стари, млади, предприемништво, непредприемништво, здравје, храна, вакво, тако, ако мешаш индустрии, и ако не знаеш за кого постои твојот бизнис, ти никогаш оваа не можеш да ја креираш да биде идеална, оти за кого е таа идеална? За некого ќе биде перфектна, за некого ќе биде катастрофа. Кого ќе слушаш, кој ќе те ја критикува понудата, цената, начинот на испорака. Добиваш фидбек од луѓе кои што не се компетентни, затоа што се што требало да направиш е да дефинираш за кого е ова понуда. Слушни ме сега внимателно. Во животот научив една работа само. До сега соработував со повеќе од 60 компании во консалтинг. До сега менторирав повеќе стотици предприемачи. И она што едно ми е совршено 100% јасно, и од соработка со клиенти, и кога го гледам мојот бизнис. Една работа е најважна. Наместо да дотураш уште, само треба да научиш што всушност треба да отфарлам. Знам дека нема да ми веруваш, но секој дневно сум со предприемачи. Она што реално постојано го гледам е дека луѓето немаат појма више што продаваат. 300 работи, 300 услуги, овој му рекол тоа, тој додал, тој му рекол ова. Не знаат кои се права и обврски, што следи за мојот клиент, а што не му следува, која е моја одговорност, а која е твоја одговорност. Моја одговорност како
испорачувач на услуга, а твое како корисник на услуга, ние ова никаде не го пишуваме. Што е моја задача, што е твоја задача? И подоцна клиентот е збунет, бара и очекува преку лева погача, оти не знае кај му е границата, ти не си му кажал што му следува, што не му следува во ова. И понатамо, и ти си незадоволен, за овие пари ли бе уште тоа да му работам, па уште ова ли уште тоа. А од друга страна тој го има истото мислење, и двајцата сте незадоволни. И се таа причина потекнува од овде. Ако ти немаш јасно дефинирано што се спаѓа во твојата понуда, ти никогаш не можеш да имаш задоволен клиент. И ќе мислиш дека бизнисот на Перо е поедноставен. Лесно му е на Нено, кај него бизнисот е поедноставен. Лесно му е на Живко, он работа само со архитекти. Лесно му е на Перо, тој работи само за странски пазар. Лесно му е на... Секогаш ќе мислиме дека некој друг е полесно. И она што постојано го гледам е што секогаш копираат други луѓе, но едно сакам да ти стане јасно. Кога ти копираш нешто, кога применуваш туѓа стратегија, ти во пакет земаш и што е добро и што е лошо, но ти мислиш дека само тоа што го некој рекламира или го прави е сосема доволно, а не знаеш што стои во позадина. Значи во пакет добиваш и добро и лошо. Еве ги 7 работи кои што ја сочинуваат една идеална понуда. Исто така, под ова видео го имаш линкот, ако сакаш може да го земеш овој темплейт со неколку прашања за да ти биде полесно, да можеш да си одвоиш време, едно пола саат и полека да ја поминеш чекор по чекор, да си одговориш на овие прашања, да видиш каде имаш грешка, на што треба да проработиш, она што е добро, немој да го чепкаш, но ајде да видиме што се сочинува идеална понуда. Премиум. Прва работа е да пронајдеш празнина. Што значи празнина? Најпрво да дефинираш, рековме, твоја целна група и твој идеален клиент. Кога точно знаеш со име и презиме кој е твој идеален клиент, а зборувавме во претходното видео, сега точно мораш да дадеш одговор. Кој е тој, кои се неговите проблеми, болки или соништа, зашто е загрижен, од што се плаши, се останато. Следна работа. Кога го гледаш на истото во твојата конкуренција, што треба да погледнеш? Што е тоа што твоите клиенти, условно кажано, што не доаѓаат кај тебе, а одат во конкуренција, зашто се жалат кај конкуренција? Што е тоа што не го добиваат? Што е тоа што го пропуштаат? Ќе се фрапираш дека само мала промена може да ти донесе бум. Не треба ништо да филозофираш. Одам да купувам машина за перење. На 3 места одам, и не дека сум ја циция егеец или не знам што, тетовчанец, па идем, не знам, да тражим поевтино. На 3 места одам да купам машина за перење, одбирам супер, ми вика, супер, ама политика на нашава фирма ја носиме до врата. Добро. Одам во друга продавница, повторно одбирам, прво што го прашувам, викам, ако одберам, има ли никој кој да ја донесе? Да, вели шеф, ама до врата. Викам, постои ли дополнителна, ќе доплатам да ја донесат до мене? Не, таква е наша политика. Добро. Хајде у трето место. Истиот моабет, истото ѓубре, истите машини, истите фирми, цена горе-доле иста, значи исто ѓубре. 100 години, добро. Велам вака, може ли да ја донесат? Нема проблем, каде сакаш, кажи ми само адреса, не е проблем, ти одбери, кога сакаш ќе дојдеме, ќе извадиме штрафој, ќе ја монтираме, ти уживај, немај гајле. Ова е тоа што чекат премиум човек. И сега што слушам јас најчесто кога ќе го кажам овој мој личен пример, а ти имаш 1001 ваков. Па мала ни е заработката, па ние на машина имаме само околу проценти, па не можам да најдам возачи, па не можам да најдам ова, па ако вработам премногу возачи, малку се премиум клиенти, па ако ова, ако она, ти дур филозофираш, ќе се појават неки нови клинци, ќе го имплементираат ова што го зборам и после немој да се чудиш зошто ти е падната продажба. Што ми е поентата со сето ова што ти го кажувам? Сето она што твојата конкуренција не го прави, земи и решавај го. Тоа е празнината на пазарот. Се жалеле карго му доцни, не знам вакво такво, сите карговци биле за нигде, работеле пензионери, неписмени, засмрдени, вакви такви, супер. Реши го проблемот, баш ми е гајле.
Каснела достава, такво е кај нас овона. Да ти зборувам, милион клиенти до сега ми поминале на исти принцип. Тешко им било, македончињава не наручувале онлайн, па он морал да продава на телефон, па овие биле такви, па он нечел да спонзорира реклами, зашто требал да вработи уште двајца за да продава. Уоу, научна фантастика. Само реши го проблемот во корен, не филозофирај. Еве ти еден пример. Сите вие сте слушнале за Домино пица. Дали Домино пица има најдобра пица на свет? А зошто тогаш е водечка број 1 компанија во Америка за продажба на пица? Затоа што научиле едно ѓубре да продаваат 100 години и ја знае тајната на премиум продажба. Слоганот на Домино пица гласи: пица во твојот дом за 30 минути или бесплатно. Што сака да каже и која е целната група на Домино пица? Луѓе кои што се брзаат, луѓе кои што сака сега да јаде, а не некогаш. Дали Домино пица седи и размислува, а да дотуриме малку печурки, а да ставиме уште две, а да разголемиме тестова, да направиме со ваков пакет, а да пробаме ова, не. Едно ѓубре, милион клиенти. Што решава и што содржи премиум понудата на Домино пица? Брзина. Зошто? Затоа што сватиле од истражувањето на конкуренцијата дека најчесто клиентите се жалат дека не знаат кога ќе им дојде, дека доцнат, дека им ги грешаваат нарачките и само решиле да го решат тој најтежок проблем. Јасно е што значи премиум понуда? Значи не е совршена пицата, значи не е совршено пакувањето, не е се совршени вкусовите. Времето и тајмингот е совршен. А ти ако си постојано у оператива, ако ти трчаш, не знаеш што работиш, како работиш, малу продажба, малу телефон, малу цртање, малу програмирање, малу фактури, малу што сгрешив, како сгрешив, ова ти поминува предност и ти можеш да бидеш како првиот пример 100 години да работиш во индустрија и никогаш да не дојдеш до 30, да не зборам повеќе 1000 евра. Јасно ли е? Јасно. Следна работа, бенефити. Што добива, јасно кажано, што добива клиентот, како неговиот стрес и болка го решаваш. Следна работа, што можеш да дадеш бонус. Најчесто она што сум видел, дека луѓето даваат и како гратиси и бонуси, но никаде не ги кажува. Следна работа, стратешка ценовна политика. Следна работа, гаранција. Што е најдобра гаранција? Најголемиот страф на твојот клиент, врати му го назад како гаранција. Која е мојата гаранција која што ја нудам на Mastermind? Или добиваш резултати за кои што сме договориле, или 100% ги добиваш парите назад. Каков стрес има мојот клиент? Најголемиот стрес е еднакво на гаранција. Значи, проблемите претвори ги во гаранција. Следна работа, хитност. Ако не постои хитност, оваа понуда е отворена секогаш, драг мој пријателу, какво е тогаш премиум ако е достапна во секое време и за секого? Никако не може да биде премиум. И следна работа, која цена плаќа твојот клиент доколку нема да соработува со тебе. Еве уште еднаш ќе ти кажам, под видеото го имаш овој темплейт, одговори на прашањата, многу работи ќе ти бидат јасни. Значи запамти за самиот крај. Се што ти треба, јас ќе кажам, бидејќи ова е подкаст епизода и серијал е наменат од 0 до 30.000 евра. Но јас ќе бидам слободен да ти кажам. Се што ти е потребно од 0 до 1.000.000 евра, се што ти треба е само една топ идеална понуда и да ја повторуваш као фабрика да ја штанцаш. Ако не ја повторуваш и да ја штанцаш као фабрика, секогаш ист начин, секогаш ист резултат предвидлив, ти никогаш не знаеш колку вработени ти се доволни, колку буџет ти е доволен, како ќе поставуваш, планираш, значи никогаш не можеш да пораснеш, односно постојано ќе менуваш, дотураш и не знаеш што е добро, што е лошо. И за самиот крај, под ова видео исто така имаш newsletter, кај што можеш да се претплатиш, тоа е бесплатна опција. Зошто да се претплатиш? За навреме секогаш да ти бидеш информиран за сите овие видеа, да бидеш информиран, да можеш да не пропуштиш ниту едно видео, да ги гледаш навреме. И втора работа, уште поважна, а тоа е по завршувањето на овој серијал ќе направам бесплатен тренинг каде што ќе одговарам на ваши прашања. Можеш да ми поставиш било кое прашање, еве и од ова, да можам да ти помогнам да го решиш, но ова ќе биде за затворена група
нема да биде јавно доступен линкот, значи ќе го испратам линкот само на луѓето кои што се преплатени на базата. Зошто сакам ова да го направам? Токму за да кога ќе дојдеш на Zoom, да нема снимање, да бидеш спокоен, да можеш да ме прашаш слободно, оти знаам македончето пати поќе што ќе го праша и што ќе рече комшијата, и знам дека ти е тешко да го поставиш ова прашање, затоа мала група, нема снимање, затворено, прашај што ти е арно. Се гледаме во следната епизода.